Почитувани гледачи, добар ден. Вие сте во FJ Кулинарското училиште, кулинарско шоу 180 степени, телевизија Телма. Денеска со нас нови надпреварувачи, истиот предизвик. Се уште пловиме во балканската кујна. Денеска за вас Александар, Лиле, Лидија, Дејан, Ана и Лука ќе подготват специјален пинџур со нивни печат. Ќе се надпреваруваат на едно класично балканско мезе, кое што нормално ќе биде пропратено и со пита лепче. Се ви е подготвено на вашите работни маси, уште еднаш правилата на игра, евалуирани сте според неколку позиции, најважната вкусот, јадењето мора да е вкусно. Второ, морате да работите чисто, уредно и со план. Број 3, многу е битно да завршиме во рамката временска во која што сме се договориле. Имате во тек на снимањето можност да не повикате два пати, мене или комисијата која што ја најавам. Се надпреварувате за 1 милион денари, да повторам, нешто што се надеваме дека за 180 степени ќе ви ги заврти вашите кариери и вашите планови за во животот. Се надеваме дека некој од вас ќе го задржиме во нашата индустрија. Доколку сме спремни во овој дел да ги најавам жири комисијата. За Златко Таневски не мора посебна најава. Човекот позади FJ Кулинарското училиште, еден голем аплауз ве молам. И за мое големо задоволство, Гоце Мартиновски ни е тука, своевремено мајстор. Денеска би рекол Гоце уметник за рачно изработени ножеви, еден голем аплауз ве молам. Гоце ќе збогати нашата едукативна програма и ќе даде една мала едукативна содржина за тоа што е ножот, нешто што морате да познавате како се користи и многу е добро да знаете и како се изработува. Кои се основни ножеви, како сеоштрат. Многу би сакал во иднина во емисијата да ве видам со масатот пред секое готвење, да наоштрите секојаш се почува со оштар нож. Здраво, јас сум Мартино Свигоце, изработувач на рачно работени ножеви. Веќе 6-7 години се занимавам со изработка на рачно ковани ножеви. Ќе се запознаеме накратко со типот на изработка, типови на ножеви и начини на оштрење. Еден добар нож како составен дел на секој професионален готвач и секако и аматер, почнува тука некаде со непе парче неродисувачки челик. Тоа се обработува во некоја одредена форма на посакуваниот нож. Па потоа оди на термичка обработка, грожот, па брусење, поливање, на крајот додавање на рачка од различни одредени материјали по желбе, по потреби. Од типот на ножеви имаме неколку за различни намени, бушкрафт, ловачки или готвачки, кој што во случајов ќе се задржи малку поќе. Пример еден шеф, кој што би требало да го има секој готвач, професионален, исти аматер, за домашно и за професионално потреба. Тоа е нешто налик овој модел. Може да би друг поразличен по потреба и по желба. Тоа е нешто со мултифункционална намена за различни видови на сецкање. Може да биде голем за отпустување на месо, на обработка на месо под тоска, за сецкање и требало репетирото да содржи и некои помали ножеви од типот на пере, кои што таму ги немаме да ги покажем.
Јас сега би ве замолил да се подготвите, следуваат едни наши трикови како да дојдете до супериорен пинџур. Малце ќе ве насочиме што да направите, а понатаму останува на вас и ќе ги имате вашите 35 минути. Дали сте спремни? Да. Јас сум Лидија Ѓурѓевиќ од Скопје. Се пријавив заради тоа што сакам да учам. А и искрено сакам да се забавувам. Секогаш треба нека боја да се додаде во животот, а готвењето е за мене една од најголемите креативни дејности. Така да мислам дека ќе ушивам во овој натпревар, зависи до каде ќе е. Меѓутоа, сепак забавата ми е на прво место, не примерот. Пинџур. Тука имаме се што е потребно за да направиме еден пинџур за паметење. Пред се сакам да кажам дека ние со FJ Кулинарското училиште сме поминале многу карвани низ Македонија, сме биле во многу региони и мора да споделам со вас дека во секој регион пинџурот има некој свој печат. Да речеме, од неодамна се вративме од Струга, каде што имаме еден рецепт за струшки пинџур. Ќе ја поздравам колешката Ирена која го сподели со нас, и тој пинџур има и моркови. Она знае да стави малку сенф, знае да стави малку шеќер. Не велам дека не беше едно од највкусните што сум јадел, меѓутоа ќе спомнам и една легендарна скопска кафана како Челик, која што за пинџурот вика следно: сооднос на 3, 2, 1, нешто што лесно се памти и нека остане од оваа емисија. 3 мери пиперка, 2 мери модар патлиџан и 1 мера црвен домат, нормално, никаде без лукот. И на крај можеме да ставиме Макдоналдс. Секако секој еден од вас ќе си стави свој печат. Некој во Македонија пинџурот го мелат, некој го сецкаат. Текстурата е многу битна. Токму поради тоа и пинџурот се запржува или попарува со врел зетин, а не се пржи од почеток во зетинот, бидејќи не сакаме на крај да добиеме една каша кај што нема да има идентитет нити модриот патлиџан, нити црвениот домат, нити пиперка. Значи сакаме секој еден од зеленчуците да се разпознаат и по својата боја и по својата текстура. Дали имате прашања? Јас сум Александар Расовски од Скопје. Се пријавив во шоуто пред се да видам како е во ваква професионална кујна со професионални садови да се готви за забава и на кулинарно нели сакам да почнам наша традиционална македонска кујна, иако и се друго. Моите очекувања се пред се добра забава и добро шоу. Пред се, сакам исто да ви кажам, не заборавајте лепчето. Ако сум на ваше место, уште една насока да ви дадам многу битна, прво што ќе направиме, ќе замесам левот и левот ќе оди на ферментирање во комората, која што е веќе уклучена, за да можете да стигнете све на време, бидејќи 35 минути за добро пита лепче се сосема него доволни. Тука ни се прекрасните тави и тенџериња од Братство. Јас би ви препорачал лепчето да го подпечете на тава, да биде како еден пита леп. Така да, толку од мене. Ви стојам на располагање за вашите две прашања, користете не. Тука сме јас, Златко и Гоце. Вашите 35 минути почнуваат сега.
Моето име е Лилијана, презимето Воровска, од Скопје доаѓам. Бев многу изненадена за македонската кујна кога слушнав дел на телевизија дека ќе се одат наши македонска специјални. Се пријавив сигурно желба да ја кажам искрено, како секој човек што имаш желба некоја награда да освои, така и јас. Бидејќи имам син неправотен, 34 години, сакам на некој начин дека да помогнам со моето представување, со готвењето и најдобра заслуга има син што он ме пријави пред неговиот телефон. Таа даска ќе имаш брашно, тоа е малце специфично. Пинџурот нема да биде глутен фри, тоа сигурно. Здраво, јас сум Дејан. Се пријавив на предавање за традиционално готвење. Ме влече на гастрономијата во поглед на кујна. Можам да се пофалам, може речи не знам како би тоа во италијанската кујна не речи паста и пици замеса со сој паста. Познава се дека нема живот во тоа, не? Познава се.
Тоа е добра техника. Тоа е секогаш добра техника. Лида, како иде ке тебе? Супер. Сите лепчињата веќе ги ставивте да одмараат, така? Добро е, на добар пат сме. Толчен лук, а? Да. Некој бабин рецепт или твој? Мој. Со време. Да видиме малку техники на сецкање, користете го гостинот. Здраво, јас сум Ана Ристовска, доаѓам од Скопје. Се пријавив на шоуто многу инцидентно, меѓутоа самата правче го беше за мене. Го видов повикот, ми остана во глава и знаев дека чима ако нешто ми останува во глава да има причина за тоа. Така да ми сматам пакет стигниот ден за пријава. Ја сакам да готвам патијавија, немам искуство, немам помошни искуство да готвам многу, меѓутоа мислам дека ќе биде добра прилика да се покажам во тоа и евентуално да се подобрам за 180 степени. Со ножот, само една секунда. Никогаш не собирате вака. Ќе ви каже тој мајсторот. Секогаш ја користите оваа, да не се Тоа го забележав кај Дејан, сакав да потенцирам. Никогаш не смесата која ќе се сечи на работната површина, никогаш не ја туркајте со штрицата. Задниот дел користете си околу шпакла. Задниот дел, така наречени рамена, така си ги викаме, не? Така, убав збор рамена. Ми се допаја, ми се допаја. Со рамената на ножот за да ви остане подолго оштар за поквалитет на работа. Иако е сепак пластична или дрвена површина во одредени случаеви, сепак си допринесува до некој си отапување. Исто една мала, ќе ви кажам, така, на сецкање на лук. Прво, насолете ја даската. Лукот ќе ве слуша многу повеќе на солена даска, едноставно ќе почне да се лигави и ќе стане на крајна компактна смеса која што ќе може да ја исецкате до совршенство. Значи, насолете ја даската и со ножот можете да лукот ќе ја слуша. Ете така. Александар користи рамо на нож, не мора сечиво. Чувате ги ножевите оштри. Имаме уште околу, Злате, како сме со време? Уште 19 минути, чисто како информација. Супер, тоа е добра работа, браво, супер. Ова е добро сецкање на Дејан, мислам. Ножот се користи како клацкалка. Да. Може што така. Исто да го пременуваш и јана. Што поситно и што подобро запржен лукот, тоа помалце ќе ни остави after taste, да речем, или продолжен вкус. Гледајте да не налетаме на огромни парчиња лук. Само ни е потребна аромата. Може да го пуснем тоа или? Или За секунда. Добро.
Малце да ти помогна. Значи вака тука не може да идеш толку доле, тука нека биде. Тука нека. Или вака. Сега можеш. Улева. Да. Двете страни. Ова ти е баш добра количина. Ми се допаѓа количината. Внимателно, нежно да го чувствуваме лукот. Не сакаме после тоа да доживееме, нели, нокаут од лук. Сакаме нежно лукот да биде присутен во пинџурот. Не да доминира. Сакаме да се осети и пиперката, и модриот патлижан, и црвениот домат. Се да се почувствува, така, супер. Каде е буковецот? Веќе сериозно замириса на пинџур. Тоа ми се допаѓа. Буковецот. Здраво, јас сум Лука Ташев, учител. Тук си да ги продолжавам во Готвам, сакам да се напреварувам и сакам да се збогатам себе си со нови искуства и да станам лидер од неговите. Јас сега да се готвам секој вид кујни, дали тоа ќе биде азијска, грчка, македонска, американска, слично и готвењето ми е една од моите пасии. Мислела дека ќе му даде малку поинтересен шмек. Нешто мириса на загорено, полека внимавајте, индукциите се јаки. Пробувајте, ве молам, со дрвените лажички. Тие се за дегустација. Пробај, фрли. Значи никако не пробувате со една иста лажичка два пати. Тие се за еднократна употреба. Многу станавте тивки, фокусирани би рекол, добро е, тоа е добро. Се трудиме. Сите пинџури изгледаат добро, сега за сеа. Супер. Тоа внимавај, работи чисто. Да. Гледаш, што правиш? Значи, два чекори напред, еден назад. Внимавај, работи чисто, одма стави си нешто испод. Одма биледај. Толчник може ли некој да ми даде? Да. Комуницирајте меѓу себе, помагајте си со опремата. Чекай само, да. Тоа Ќе го целото прифрам. треба Чекай да го прифрам. заврши па да. Да. Не сакаме загорен зејтин во пинџурот. Внимавајте да не ви... Внимавајте. Сончогледовото масло да не чади. Може да користите и маслиново, иако не е баш некоја наша традиција, меѓутоа имате можноста. Може тук има 7 минути да ми кажеш. Кога ќе има 7 минути, може, тоа ти се прифаќа како прашање, така да... Злате, кога ќе има 7 минути да го информираме Лука. Си има тајминг. Супер. Не работи на тиско. Тоа тенџерче не. иде Не можеш ова. тоа. Тоа не можеш. Но што идемо? Друга опција тоа. Океј. Да. Тоа тенџерче Не фаќа индукцијска. е нешто проблематично, бидејќи мислам дека е премало, не фаќа уште еден оквир треба да има. Да. Лида, ти почна веќе со лепчето, а? Добро. Ќе видиме каков ќе биде резултатот. Само да прашам. Како оди со времето, шефе, како сме?
Еве ги уште 7 Лука. Добиваш информација, уште 7 минути имате. Јас да го вратил уште еднаш малце да ги стопчиш, после уште еднаш врати малце. Имаш уште 5 минути. Уште 3 да кажеме. Помош околу лепчево. Помош околу лепчето? Или нема помош? Не. Сега моментот малце масло. Висока хидратација лепињата, малце масло, слободно. И гледаш како почува да се двои. Еве. Малце масло, а може и вода. Кога работите со леп со висока хидратација, значи што по лепчето е меко со вода, тоа помеко ќе биде и при конзумација. Така да не мора брашно, не сакаме да добиеме бисквита, добра е хидратацијата, тоа што еве го, гледаш како се одлепува. 2 пати, 3 пати, еве го лепчето. Сега, јас ако ме прашаш мене, би ги одвоил малце вака на 2. Нормално масло. Уште малце масло. Инаку што загреана рибната, да можеме да ги ставам така. Малце масло уште. Ето така. И ја би ги вратил уште минутка до 2 На ферментација. на ферментација, па ќе ги печеме. И чистија масата, да. Така, уште 2 минути на ферментација и после тоа си ги обликуваш во форма на лепиња. Гледајте лепчината да не бидат многу дебели, за да може да се испечат во внатрешноста, да не останат живи. Како иде тука? Лево иде катастрофално, на другото се ми позаде. Добро. Зошто катастрофално не изгледа толку лошо? Ја не се давам до крај. Зашто го извади? Лебот, јас би го оставил максимално време во комората, али во ред. Во ред. Сепак е тоа ваша одлука, да видиме Александар како изгледа лепчо. Воопшто не изгледа лошо, одлична боја. Само внимавај, одлична боја сега за сега. Така е, браво. Внимавајте, готвењето е температура и време. У некоја верзија кажано, значи температура и време. Ако успеете тие две да ги контролирате, тоа се многу битни параметри. Еве, супер, овде иде добро, кец ми се свиѓа. Првата температура може да биде појака за лебот да ја направи онаа експлозија, убаво да нарасне и после тоа само го допекувате внатре. Гоце, како ти се гледа, а? Ти имаме, ја мислам дека Вкусна супер записка. меде ти имаме. Ќе има. Ти има супер меде. Не се ни сомневам. О, браво. Видиш, доведеа гумачка со она Да. македонско чимичури, Да, баш, лукче, Макдоналдс. Друго што има овде, шефе? Лук, Макдоналдс, лимон. И лимон, о, браво. Супер, и лимон масата. Свежиме. Одлично. Ми се свија. Ми се свија. Спој печат на работата. Да, и лимон сега во овие жешки денови. И киселината секогаш потенцира вкус. Солта и киселината секогаш го потенцира вкусот. Ладја тавата, не сакаме вакво чадење агресивно.
Внимавајте, време и температура, запамтете. Овие можеше да ги различиш уште малце, ова ќе излезе доста дебело. Добро, остај ги, не пипај додека не се направи кора. Не пипај. Како стоиме со време, Злате? Минута? Фенси, шефе. Фенси пинџур. Изгледа како стек, ама Внимавајте, тие силиконски се повеќе за сладкарство. Тие користете ги при сладкарство. Можете да користите сега оваа метална. Метална. Силиконската е термостабилна, меѓутоа сепак оваа ја користиме повеќе за, ќе ви објаснам во некои следни епизоди. Тоа изгледа добро. Тука изгледа добро. Леле, полека, но сигурно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Стоп, 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 стоп. Гасете индукциите. Тука сме, добро, тоа е тоа. Можеме да се префрлиме на дегустација. Лилјана, повелете, пристапете и испрезентирате што ни подготвивте. Повелете. Јас денеска ви спремив пинџур. Не е толчен, меѓутоа гмечен на некој начин. Сецкано. Малку има и семчиња, бидејќи пипирките малку потешко ми се одвојуваа од кожичката, али сето тоа и со солца додадено внатре лукче, со мак доносе така мала декорација и направив од тестото за лепче две. Толку стигна. Супер изгледа. Ви благодарам многу. Сега и ќе дегустираме. Делишното готвење, поделишни с венцу, задолна, одзинка тројка. Сама си јадам, затоа што можеше и подобро да биде. Еđето требата малку не на вас има и другиве треба. Така да во комисијата сум премногу задоволна и изненадена. Денеска некој денот ги почна така. Малку прв пат се би камерата и телевизија радувани. Сите сте прекрасни, љубезни, колишки си запознавме нови и сите беа така, многу фина, пријатна атмосфера. Добро, што се помниш. Александар, може? Вака класичен пинџур, сечкан, значи остранети семки, колку што може нормално. Пита лепче во тава. Супер, ми се допаѓа тоа што е малку премачкано со Макдоналдс и сега за сега Макдоналдс гледам, сигурно има некое масло и малце киселина. На првото денешно снимање, како професионална кујна, секако поразличното од домашни услови, теретот на новата опрема, биоколината, си го прави своето. Сум задоволен од сготвеното јадење, односно пинџурот и лепчето, со тоа што во самиот пинџур растасуваше малку сол. Ново ред, сепак задоволен. Прекрасна екипа, прекрасно дружење. Лука, поведи испрезентирај што ни подготви.
Денеска ја подготвив пинџур на некој модерен начин, искомбиниран со пита лепиња подпржено во тавичка и песто од Макдоналдс. И питата е промачкана со сос од Издекорирано фенси. лукче и Макдоналдс. Дали во нашата традиција лепчето го користиме да макнеме или го користиме како подлога? Да макнеме, ама јас сакав да сменам нешто, да не бидам вкусите на преварувачи. Ми се допаѓа што си ни оставил малку и за да макнеме, ова ќе упие водата. пробување. Да, не е лоша идеја. Одлично како. По прв пат, правејќи пинџур и месниот леп, сум задоволен. Мов нешто покреативно и поиновативно да направам за разлика од другите преварувачи. И мислам дека слободно со идеи сум задоволен од самиот сервис. Па да пробаме. Добро. Ќе почнеме од Лиле. Повели Лиле. Јас би рекол највкусен пинџур според мене. Иако и останатите беа многу добри, меѓутоа идеално зачинет за мој вкус. Лепчето исто така немам коментар, одлично и изготвено и може би малку повеќе, може би го исецкало, али може да се крши, така да тоа не го гледам како Работата е со проблем, кршење. така да се на се супер. Дали е испечено, ме интересира. Супер. Сите се убави, јас пак помладите Супер. генерации Ти знаат благодариме, поубави одлично, работи. одлично, одличен. И благодарам за помошта за се. Може да го Одличен. знам сега. Вкусот и ми се свиѓа и текстурата, одличен пинџур. Ти благодарам. Се трудев. Александар? Да. Искрено лепчето не очекував, но испечено е. Само ми фалеше сол, искрено кај пинџурот. Не е солен, а без вкус, без сол не доаѓа, знаеме тоа. Но текстура е убав. Само тоа е баш минус. Доста е незачинен. Така, Фала. секогаш малку сол прави да биде исклучително добар. Исто јас сум запишал не е солен. Ќе се сложиш го те. Да, помалку солен, али на око одлична боја. На око одлична боја, текстура одлична. Да. И лепчето беше Да. супер и така, значи ми се допадна премачкано. Мене ми се допадна многу текстурата, исцецкано. Многу блиску до мелено нешто измеѓу. Така. Фино исцецкано, фина структура. Одлично. Одлично. Одлично, супер. Лука? Пред се, че твојава креација најмногу ми се допадна. Според мене, малце тоа е еден необичен начин на сервирање. Традиционално и модерно поврзано. Исто би додал малку сол. Сепак прашање на вкус. Лепчето беше добро, Супер. одлично. Го извади пинџурот. Да. Текстурата на пинџурот јас би одбрал малку посебно сецкан. Се слагам, мене ми залета едно големо парче лук, Да. а на сол бидете храбри. Подобро да е на кај солена страна, отколку да недостасува сол, бидејќи се губи вкусот на сите елементи во. Значи, бидете храбри на сол. Имам едно прашање, дали го проба пинџурот пред да не го најдеш? Да.
Дали ја добруваш таа лутина за гости? Па, јас се осеќам дека ја не сум многу реперот, бидејќи цело време користам екстремно лута и на мене лично не ми лутеше. Не, малку има повисока граница, сепак да е назначено. И уште еден како минус ќе назначам, тоа што си успеал да ни го сервираш, да се потрудиш малку, по позадина станицата делуваше, се гледаше дека ја заостави таму. Малку И понеуредно. внимавај следен пат го избрза и лебот, значи стално имај тајминг, стално имај план во главата, имате и тајмери, користете ги, се што ви е од помош користете, се на се, одличен обид, си одбрал и храбар тањер, така да само напред. Ана, Лиде и Дејан повелете. Ана повели, представи ни го твојот пинџур и лепче. Браво. Повелете ви го представувам од прво домашно лепче направено и прв пинџур направен. Во лепчето додадов мајчина душица и орегано. Мислев дека ќе има подобар шмек и арома. Додадов како прилог и свирипиле и да се комбинира со мацкање свирипилето и пинџурот. Ти благодарам. Јас искрено не очекував да успеам овој предизвик, меѓутоа сум многу задоволна сама на себе, затоа што за прв пат направив пинџур и за прв пат заедно со лепче. Тоа искрено мислам дека ќе добавам со идеите само да добра критика за колку да диспеча бадера пат подобра. Така да кога се зема предвид целото искуство, јас сум искрено задоволна, вкусно беше да се помиле и се радам да станам подобра и подобра. Дејан? За ова традиционално пинџурче го спремив на најтрадиционален начин. Се надевам ќе ви се допадне. Ако не барем видовте како го спремав. Фала ти. А лепчето Лидија? послужив од тетка Лидија. Тимска игра. Тимска игра. Задоволен си мој денешниот доаѓа во традиционално правење пинџур, замесување на лепче, со лепчето не е задоволен. Колку се може тоа е. Се види дека го си професионалци на себе поглед, стилно за работа и чипска работа. Се надевам да ставивме добро начало. Лидија повели презентирај ни што ни подготви. Повелете, јас подготвив пинџур на старински начин, традиционален. Пинџурот не го сакам мелен, го сакам така цепкан или толчен и го сакам со многу лук, меѓутоа сега денеска гледав да ја поштедам, така да гледав помалку. Мислеше на нас. Да. Ето тоа. Добро е. издекорирано. И тоа лепче на тавче. Секогаш можеш да ни сервираш едно чешне овде на страна. Да, за екстра. Лук никогаш доста. Така е. Ти благодарам. Што се однесе до денешното прво гостување, малце имав трема и се уште пачлив, признавам. Бев збуната заради тоа што имав време, или тајминг, за кое време требаше да се направи. Што? Меѓутоа бев душевен тоа каков тим имав и луѓето, односно дечките, после сме беа прекрасни, убаво се забавувавме и се надам дека ќе продолжиме со вакво прекрасна атмосфера. Запомнам, Ја да ти кажам, сакам да го пробам свирипилето, ме интересира. Ми се допаѓа што, например, за разлика од Лука, тука Ана фактички дозволува гостинот да одлучи, а Лука одлучи наместо гостинот. Знаеш, он беше го намачка левот со Макдоналдс. Знаеш, тоа би требало да го има дном дека секогаш е подобро да остави гостинот да одлучи дали ќе си макне во Макдоналдсот и да се сервира као на страна малку. Мислам дека тоа лепче не е со додаток. Да. Виде со текстурава на пинџуров е многу блиска и на мој вкус. Мислам дека као на мајка ми пинџур.
Што ви интересно? Ќе преземеме ова, да, ова ќе преземеме со орегано, само што е Интересно. малку достасано, би било идеално, иначе вкусот е на многу добар пат. Не е важно. Овде едно нешто, не? Во ред, Ана, повели. Прво би рекол за свири пилето. Дополнителен елемент, си покажала знаење, си покажала техника, секако се сложува во македонските мезиња, не е нешто што штрчи, одлично се вклопува, киселоста му е многу балансирана, малку љутина дава, да кажеме нешто што би требало стално да изгледа вака. Подобра варијанта е отколку вие, како што спомнав, да одлучите и да го натопите лебот веќе со киселина, бидејќи некој не јаде луто, некој да се објасни на маси и да му се даде на гостинен час, он да си дозира. За тој момент ти честитам. Пинџурот за мене многу сенф, солиден и малку внимание на љупење на пиперките. Добро, ви благодарам. А лепчињата? Добре. Лепчината, искрено, ќе ти ги превземеме со орегано и ова, меѓутоа ќе те научиме малце како да ти бидат подобро воздушести. Ако тоа е комплимент, па Фали благодарам. малце стасување. За лепчето знаеш што направи. За наредна на емисија ќе се подобриш. Пинџерот искрено добар е на текстура, добро исецкан, само и тука ми фали малку зачи. Малку љубов. Дали ти го проба пред него да понесеш? Па да, Да? повеќе пати. За мене искрено ми фали малку зачи. И малце храброст да се осети во тоа. Зачем во кој правец? Сол. Сол. Да. Јас некако би додал поќе како салса ми делува. Тој некој вкус недостаток со малце масло, да. на Не е пинџер. изречена доволно водата за Точно. ти фали малце да ги исцедиш зеленчуците, да излезе више вода, да се концентрира вкусот на тоа. Фала ти. Од ден. Лидија? Баш традиционален македонски. Мене ми остае најдобар впечаток. Ја, имајќи ми се вика Лидија, или ми се дека 90% таму. Не би рекол ништо негативно, оставам год себе да се доискаже, извини што те прекинав. Не е проблем. Најкратко, воодушевен од вкус, текстура, се е некако поврзано, како една смеса, што ми остава најдобар впечаток. Само единствена замерка, значи, е Лидија, е Лука и кај Ана во однос на накитот, сугестија, не е замерка. При работа одбегнувајте накити и сатови на рака, ви сметаат по работата. Значи, цел фокус од работата ви е насочен да не влезе накитот во приготвувањето, ви смета ве дефокусира. Сугестија. Сепак тоа е ваша одлука ли? Многу на место за Да, мислам дека ќе имате голема придобивка, најдобронамерно од моја страна. А пинџурчето секоја чест. Секоја чест, аплауз за сите, набрзо ќе го прогласим победител. За судиите, се гледа дека се врни во својата втрука и ете, почитување Гостин посочи еден момент на моето китање, тоа мора да го коригирам. И исто така да го пофолам со тоа што ми презентираше начинот на кој што се моштат на живите во кујната, за кој што навистина претходно немав никако знам. Сакаш да ми кажеш дека има лазерски термометар што мери 1500 степени? Да, до 1500 степени. Значи тој Нас е има тоа се купи? не, кај нас до 500, до 800 евентуално, али тој ми е донесен поклон од Америка, индустријски до 1500 степени. Али тие 1000 степени ги добивам од око. Супер.
Чекај малце дистанца, оваа серија пинџури беше на лук, ја мислам, јака. Лукот беше поштар од ножевите. Бога ми, не си далеко. Злате? Ми се допадна, добре беа работеа како тим. Само уште малку да повнимават на хигиена за наредно и ќе бидеме одлични. Да, и денеска видовме тим кој што комуницира меѓу себе, кој што си помага и тоа е добро, тоа не радува, се надеваме дека во следната епизода баш тоа ќе им помогне да видиме уште подобри рецепти, подобро изведени. Да. Тоа ќе допринесе за подобри резултати. И јас исто се надевам, а до сите гледачи на телевизија Телма, ве научивме нешто, ти благодарам Гоце за едукативниот дел. Мило ми беше, Ножов е задоволство. уметност, значи Ви благодарам на поканата. се надеваме дека го задржевме вашето внимание, ви отворивме малку видиците, еден обичен пинџур како може да биде представен на многу начини, за 180 степени на телевизија Телма, следете не со нов предизвик следната епизода. До гледање.